Благодарам, Ване. Токму така како што најавивте, утре во екипата на Македонија наутро се наоѓа во фармацевската комора на Македонија. Наша соговорничка е госпоѓа Весна Ставрова, председателка на комората. Госпоѓа Весна, добро утро, добре дојдовте во Македонија. Наутро за почеток, каква е методологијата во формирањето на цените на лековите? Добро утро, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Фармациската комора е професионална организација на здравствени работници од областа на фармација со високо образование, фармацевти, дипломирани фармацевти, кои што најголем дел од нив работат во примарната здравствена заштита, приватни аптеки, кои што се јасно позиционирани во системот на здравствена заштита. Исто така дел од фармацевтите работат и во болнички аптеки, работат во индустријата, во веледрогериите, представништвата и можам да кажам дека играат клучна улога во подобрување на јавното здравје, односно во подобрување и менаџирање на терапијата кај пациентите од фармаколошки и нефармаколошки аспект. Прашањето беше за цените на лековите. Според Законот за лекови и медицински средства, изготвена е методологија врз основа на која што се формираат цените на лекови на големо и цените на лекови на мало. Според таа методологија, цените на лекови на големо и на мало се формираат споредбено со цените на големо во соседните, односно референтните земји, како референтни земји се земаат Бугарија, Турција, Србија, Словенија и Хрватска. И во цената на лекови на големо е вкалкулирана, односно се вкалкулирани сите трошоци кои што се јавуваат при царински трошоци, при увоз на лековите и така натаму, додека цените на лекови на мало исто така се формираат според методологијата која што е донесена според Законот за лекови и медицински средства. И тука имаме една табела каде што лековите кои што се со пониска цена, тие се со нешто повисока маржа, додека како се намалува цената на, односно како се зголемува цената на лекот, така се намалува маржата на лекот. Така да ние како фармацевти во аптеки, во веледрогери, во и добавувачи не можеме ништо во однос да влијаеме во однос на цената на лековите. Цената е регулирана на ниво на држава, односно од страна на Министерство за здравство. И цените, граѓаните тоа треба да го знаат, цените на лековите, значи се што е регистрирано во државата како лек е со единствена цена во сите аптеки. Така да нашето влијание тука е мало. За разлика од лековите што се наоѓаат на позитивната листа, како се формираат цените на оние лекови што се продаваат приватно без рецепт? Да. Значи, покрај лековите, имаме ОТЦ препарати. Малмед дава одобрение за ставање на овие лекови во промет и тие имаат статус на лек без рецепт. Значи, тоа се лекови кои што пациентите можат да ги земаат без рецепт на своја рака. Тие се со незначителни несакани ефекти и интеракции, имаат широк спектар на индикации и обично се за лекување на полесни здравствени проблеми кај пациентите. Затоа и можат да ги земаат на своја рака. Сега, како се формираат цените на ОТЦ препаратите? Пак ќе речам, зголемувањето на цените што се случува периодот не е заради маржите во аптеките, заради зголемување на маржите во аптеките, туку фактички ја диктираат цената во аптеките, ја диктираат производителите и добавувачите, а знаеме дека трендот на поскапување на суровините и исто така и поскапување на царински трошоци за увоз на лековите, сето тоа влијае на цената на лекот кај производителите и од тука доаѓа и покачувањето на цените во аптеките. Значи не е покачена цената заради маржите во аптеките. Маржите во аптеките се исти, но влезната цена која што доаѓа е зголемена. Од анкетата што ја направивме, чувме дека граѓаните се жалат дека има зголемување на цените на лековите, но какви се реакциите во аптеките на граѓаните? Па да, не можам да кажам дека нема реакции, значи сепак реагираат пациентите, но индивидуални се реакциите, значи и за зголемување на цените на некои ОТЦ препарати конкретно, но мислам дека реакциите се повеќе во насока
за некои лекови зошто уште не се на позитивна листа, макар да имавме ревидирање на позитивната листа, се надевам дека пак ќе има ревидирање во најскор временски период. Значи, реакциите се и во таа насока и исто така реагираат зошто и ОТЦ препаратите не се со единствена цена како и останатите лекови. Госпоѓа Весна, да, за крај на нашиот разговор, има ли простор за намалување на цените на лековите? Па јас лично сметам дека, гледајќи дека маржите се навистина мали во аптеките, а исто така ако ги споредиме со маржите во околните држави, навистина имаме мали маржи и на ОТЦ препаратите, како и на лековите и на останатите лекови. Така да не гледам простор за намалување на цените, а со оглед на тоа дека во аптеките, како и што кажав на почеток, работат здравствени работници кои што се со високо образование, тоа се фармацевти, кои што итекако имаат големо влијание во подобрување на јавното здравје и во менаџирањето на терапијата кај лековите, така да тие заслужуваат и навистина и посолидни плати. А исто така и заради рижиските трошоци кои што се континуирано зголемуваат, сметам дека намалувањето нема простор за намалување на цените. Ви благодарам на разговорот и гостувањето во утро во Македонија на утро. Ви благодарам и вам. Пријатно. Колеги, разговаравме со госпоѓа Весна Ставрова, председателка на Фармацевската комора на Македонија. Наша тема беше како се формираат цените на лековите.